Yeah, you're waking up, time to shake it up. Tell the world good morning and find out what's going on. It's a new beginning, let the sunlight in and know that it's another chance to shine on. Life is everything you wanna make it. You're the only one who's gonna change it. Your day is today, it's yours to make it. Everything you ever wanted to be. Your day is today, so dream away. Добър ден, почитувани гледачи! Аз съм Симона Мишкова, а ова е најновата емисија на канал ОСО – Социјална мрежа. Во неја ќе зборуваме за најновите случувања и неинтересните настани на социјалните мрежи. А сега следува кратка содржина што ќе гледаме денес. Загреб прогласен за втора најдобра дестинација во Европа. Најдобри излегувања се оние од кои не очекувате нешто спектакуларно. Модната треска брзо се проширува низ Европа. Откако Лондон ја гостуваше една недела големата тајфа дизајнер, потоа привремената титула ја превзеде Милан. Макфест со интернационален концепт. Не мора да се пее на македонски, а може да победи и страна. Колку пати досега ви се случило да не можете да го дочекате викендот, за да излезете, а откога ќе излезете, проводот да ги изневери вашите очекувања? Велат, најдобри излегувања се оние од кои не очекувате нешто спектакуларно. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да си поминете интересно. Доброто расположение почнува од вас. Како што рековме, грешка е од другите да очекувате да ви ја донесат забавата и расположението. Не треба да излегувате на сила, туку само ако едноставно го сакате тоа. Многу е важно да имате и добар повод за излегување. Среќата може да се најде и во малите работи. За се постои вистински момент. Вистина, кога се излегува, не треба да се гледа на часовник, но сепак, чекањето во ред да се влезе во некој клуб го руши расположението, но затоа треба да си одите тогаш кога е на интерес. Кондиција. Важно е со кој си, но и каде си. Нормално дека со вистинското друштво секаде е интересно. На секое место си има своја енергија. Модната треска брзо се проширува низ Европа. Лондон една недела ја гостуваше големата тајфа – дизајнери, стилисти, новинари, блогери, а потоа привремената титула центар на модата ја превзеде Милано. За време на модните недели во британската и италијанската метропола беа прикажани колекциите пролет-лето 2016. На големи модни куќи и беа поставени основите на трендовите за годината. Еве некој од нив. Шанел. Ревиите на Карл Лагерфелд никогаш не се само обични ревии. Модниот ветеран и дава на публиката доживување кое тешко се заборава. Овој пат тој ја засили и еуфоријата кај присутните, канејќи ги во гламурозен Шанел аеродром. Слоевитоста и лежерноста стојат во основата на колекцијата во која доминира црвена, бела и сина боја, боите на француското знаме. Футуристички огледални очила, бейсбол капите и сребрените ракавици ги надополнуваат аутфитите. That I found myself a cheerleader. She is
Джорджо Армани. Стремежот кон прагматизам беше очигледен на ревијата на Армани. Модниот ветеран мисли на бизнис и креира облека која неговите клиенти веднаш ќе посакаат да ја поседуваат. Дамски комбинации со панталони, необична игра на текстури, уметнички принт, луксузни детали, префинети модни додатоци. Армани непосредно пред 40-та годишнина мајсторски ја освои публиката. You feel like cheating, I'm like no, not really, cause oh, I think that I found my... Версаче. Донателла Версаче раскина суминатото и го донесе брендот Версаче во дигитална сегашност. Креациите од колекцијата Грик ловеа погледи со живите бои, грчката шара која стои во темелите на брендот. Во мојот ум и во моето срце знам дека повеќе не сакам да гледам во архивата. Фала му на Бог за архивата, но време е да ја заборавиме и да мислиме на иднината, рекла 59 годишната италијанка. Храната која ја внесуваме пред и по вежбањето има големо влијание на резултатите од вежбањето. Голем дел од луѓето прават големи грешки, а лошите навики ги смалуваат бенефитите од вежбањето поради што доаѓа до губење на мотивацијата. Во секоја можна ситуација избирате органска храна, варива, риба, млечни производи и квалитетно месо, така што вашето тело ќе ви биде благодарно за тоа. Пред тренинг, пожелно е да јадете 1 час пред да започнете со вежбањето. При тоа треба да внимавате на количината на храната и да не дозволите да се прејадете. Освен јадењето, многу важно е и внесувањето течности во организмот. Добро е да испиете и шолја зелен чај или да јадете шумски овошје. Доколку целите кон зголемувањето на мускулната маса, тогаш оброкот треба да се базира на протеини, како пилешко и белковини, во комбинација со еднаква количина на јаглено-хидрати како ориз и компир. По секое вежбање, оброкот би требало да вклучи јаглено-хидрати и протеини кои би ги зајакнале коските и би ја зголемиле мускулната маса. Добра идеја е да направите и сок од спанак, краставица, зелка, целер и друг вид на зелен зеленчук. Исто така, добар избор е овесна каша, белки од јајце, пилешко, компир, туна и тестени. Љубовната драма во спотот на Елена Ристевска и Панчо за како да се радувам, видеозаписот се снимаше во казиното Фламинго во Гевгелија, а песната е дел од новиот албум на Елена, насловена како Без шминка. Живот на море, плажа и песок бел, да кажам да, облечена во фустани долгвел. Мислев дека се што е добро на светов мене ми следува, но ништо не е како што замислував. Како да се радувам, јас кога надеж немам. Како да се радувам, ни сон не жите гледам. Сакам да се радувам, сакам да заборавам, но како да се радувам, јас кога те немам. Друга да стои помеѓу нас,
bolesno kad mi je. Može se ke proste fili, ke se zaminev. Barem jedna želim biti kon sebe i priznaj si, ta bolna ljubav mora tvoja ne uništi. Koga nadeš nemam, kako da se radujem. Sakam da se radujem, no kako da se radujem, jes koga te nema. Shvatim дека греше, много жалам за се. Sve što pravih jaz беше појако од мене. Долу крие се и чувам длабоко во себе. Знам и малку дека не бев праведен кон тебе. Зависен од тебе како коцкар од рулет. Знаеш ти ми значиш мене највеќе на свет. Да ти го вратам сонот, затоа се спремав. Плажата и белиот песок што ти го земав. Kako da se radujem, kako da zaboravam. Sakam da se radujem, sve da zaboravam. Како да се радувам, како да заборавам. Сакам да се радувам, се да заборавам. Kako da se radujem, jes koga nadeš nemam. Kako da se radujem, ni som na žih te gledam. Sakam da se radujem, sakam da zaboravam. No kako da se radujem, jes koga te nemam. Kako da se radujem, kako da zaboravam. Sakam da se radujem, sve da zaboravam. Макфестот со интернационален концепт не мора да се пее на македонски, а може да победи и странец. Дојди по патот што го одам, послан со диви цветови. Љупчо Мирковски по пауза од 17 години одлучил да го врати интернационалниот концепт на фестивалот. Годинава може лесно да се случи на еден од најреномираните македонски фестивали на забавни мелодии да победи страна. Па тоа значи дека годинава на Штипскиот фестивал не е исклучена можноста да триумфира композицијата која ќе ја изведе странски изведови, а истата нема да биде отпиена на македонски јаз. Засега се потврдени настапите на изведувачите од Шведска, Австралија, Словенија, Норвешка и Германија. Меѓу другите, најавено е дека ќе ги видиме Нина Јанева, Викторија Лоба, Джина Папазџокси, Сара Мейс, Ѓоко Таниски. Фестивалот Макфест 2016 ќе се одржи во првата половина на месец јуни 2016 година во Штип и ќе презентира вкупно 30 нови забавни мелодии. Во трите дена, колку што е предвидено да трае фестивалот, ќе се одржат две полуфинални вечери, секоја со по 15 композиции и една финална вечер со вкупно 18 композиции. Односно по 9 композиции од секоја полуфинална вечер кои ќе бидат избрани по пат на гласување. Предвиден е директен телевизиски пренос на трите фестивалски вечери, а изведувачите ќе настапуваат во живо и нив на сцената во Домот на културата Ацо Шопов. Ќе ги придружува Ревискиот оркестар на МРТВ. Така ни велат старите, немам солзи, веќе ја са приказни, од кој душа ке се растажи. Вечерва најди време ти, дојди во моите дворови, се
Дали знаете која е една од најдобрите дестинации во Европа? Загреб е прогласен за втора најдобра дестинација во Европа. На надпреварот за најдобра светска дестинација на порталот European Best Destination, хрватската престолнина го зазеде второто место зад Порто, меѓу која биле градовите како што се Амстердам, Виена, Берлин, Барселона, Берген, Будимпешта, Кан, Лондон, Мадрид, Париз, Женева, Рим, Стокхолм. Оваа европска непрофитна организација со седиште во Брисел е основана со цел да ја промовира културата и туризмот во Европа. Добитниците на овие епитети ќе имаат повисок имидж, а со тоа ќе станат и поатрактивни за туристи од целиот свет. Туристичката заедница на Загреб е исклучително задоволна од постигнатиот успех, покажува дека не само фелата, туку и целокупната јавност ќе ги препознае одличијата на Загреб и го цени овој резултат како посебно признание за труд и професионална работа вложена во промоцијата на Загреб. А сега следува рубриката филм, па за оваа недела ви го препорачуваме новиот хит во киносалите Batman vs Superman, Dawn of Justice, на чии визуелни ефекти работеше и македонската компанија FX ZX. Да го погледнеме трейлерот. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Станува збор за продолжението на Супермен, Man of Steel, каде по прв пат се појавуваат ликовите на Бетмен и Супермен заедно. И се започнува со нивниот конфликт. Кристијан Даниловски, ко-собственик на компанијата FX ZX, изјави дека на овој проект работеше тим од 77 артисти во периодот од јануари до декември 2015 година, на околу 200 кадри. Стравувајќи дека постапките на Супермен се оставени без надзор, Бетмен му се спротивставува на Супермен, додека светот дебатира каков суперхерој им треба. Покрај Лекс Лутор се појавува нова закана, негативецот Думсдеј, чие име кажува дека неговата задача е да го уништи светот. Бетмен и Супермен мора да ги тргнат собствените несогласувања настрана и заедно со чудото од жена, Wonder Woman, да го запрат уништувањето на Метрополис. Batman vs Superman Dawn of Justice, освен Бетмен и Супермен, заедно по прв пат во филмското стварување ги прикажува и Wonder Woman, Aquaman, The Flash и Cyborg. It's time you learned what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God, The devil will do it. What have you done? Моментално Даниел Кајмаковски е популарен со учеството во шоуто Твоето лице звучи познато, каде што се надпреварува со познати личности од естрадата. Сепак тој не ја запостави својата кариера, па токму по епизодата во која е прогласен за победник, реши да објави нова песна и спот.
се работи за српска песна, само за љубов, при што музиката и текстот се дело на Александар Милутиновиќ, а аранжманот на Дарко Димитров. Сепак, песната ќе доживее и македонска верзија, со подпис на Огнен Недјалковски. До тогаш, слушнете ја српската верзија. Protrесem staklenu kuglu sa stola, u njoj je zaspao snijeg. Otkucajmo mi tišinu na pola moja zauvijek. Ljubav, samo za ljubav, za nas. Zastave su na vrh koplja, gdje god si bila do sad. U moj zagrljaj si dobro došla, da ti uvijek suzu poljubim i na zemlju dlanom da je spustim, kad iz ovog sna se probudim. Kao kamen meni srce pusti. Protresem staklenu kuglu sa stola, u njoj je zaspao snijeg. Otkucaj lomi tišinu na pola moja zauvijek. Ljubav, samo za ljubav, za nas. Zastave su na vrh koplja, gdje god si bila do sad. U moj zagrljaj si dobro došla, da ti uvijek suzu poljubim i na zemlju dlanom da je spustim, kad iz ovog sna se probudim. Kao kamen meni srce pusti. Kamen pusti, kad iz ovog sna se probudim. Kao kamen meni srce pusti. Почитувани гледачи, ова беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Се гледаме и наредната недела. Yeah, you're waking up, time to shake it up. Tell the world good morning and find out what's going on. It's a new beginning, let the sunlight in and know that it's another chance to shine on. Life is everything you wanna make it. You're the only one who's gonna